Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски Ивица. И ово утро централна тема ни е со Станок од вчера ме коригира по YouTube и по Facebook затоа што сум рекол самитот на ОПСЕ. Министерски состанок, самите кои се шефови на држави и влади, тоа е разликата. Добро. Гледаме Дојче Веле го користи терминот самит. Самит е веројатно некаков странски збор за состанок. Не. Знаеш од каде е самит? Самит е од на англиски врв, нели врв на планина. Значи самит кој ќе се каже се подразбира дека се шефови на држави или шефови на влади. Тука се шефови на надворешни политики. Да, шефови на дипломатии се тука. Значи тоа е разликата, условно кажано. Меѓутоа самит сепак е голем состанок, над 70 делегации. Така што некој користи терминот самит. Добро, министерски состанок, во рете, мислам, на ОПСЕ, што е голема работа, не е мала работа. Голема работа за Македонија се промовира. Се промовира промоција која вреди многу. За сега од внатре оние кои анализираат работата велат дека е добро организирана цела оваа работа. Да, за тоа не бива. Дека не може да се најдат организацијски забелешки, така што тоа е тоа од прилика, но имаме една денес поопсежна анализа за пораките од таму, но и за организацијата, може би нашиот гости не мисли така. Да појдеме од таму. Нашата гостинка. Се извинувам. Добро утро за Викторија Трајков, дипломат, професор универзитетски, специјален советник на лидерот на опозицијата Христијан Мицковски. Викторија, ќе почнеме со... Може ја да почнеме, така? Апсолутно. Ќе почнеме со изјавата на Обрајан. Вчера Обрајан беше во Скопје, се сретна на највисоко ниво со лидерот на... Од каде ова се појавува? Од кај мене, од компјутерот. Да. Имаше средба на највисоко ниво и со Мицкошки, и со представници на владата. Имаше едно интервју за 360 степени, каде што политичарите кои не сакаат да ги стават бугарите во устав, нарече дека од такви луѓе тој не би купил автомобил. Тоа може да се свати како директен атак на опозицијската ВМРО, ДПМН и на другите, нели, политички партии кои се против таа работа. Како ќе го протолкувате ова? И на 80% од народот. Добре, ја не би купил кола од 80% од народот. Да, меѓутоа, на крајот господинот кажа дека... Не поради политички разлози. На крајот господинот кажа дека тој не гласа во Македонија, како американски дипломат гласи во Мериленд или во Вирџинија, или во Дистрикт од Колумбија. Така што... Тоа е неговата теза е fair enough, но ме интересира мислењето на гостинката за дали ова е агресивна дипломатија од негова страна, дали може би е очекувано да чуеме вакви пораки или... Да. Добро, ајде уште еднаш добро утро на сите. Добро е што имаме секакви различни мислења во однос на таа тема. Во поглед на тоа дипломатијата како настапува и слично, се согласувам дека имаме различни апсолутно мислења во таа насока, меѓутоа од друга страна пак ја поздравувам секоја средба со високи представници на Соединетите Американски држави, бидејќи сепак тоа е наш стратешки партнер и тука нема што да имаме дилема дали некој го поддржува или не, и на крајот на денот таа една сериозна дипломатија како што е американската, сепак мислам дека треба многу да учиме од тоа. Председателот Мицковски заедно со подпредседателот Мисајловски и Муцунски има пријателска средба во секој случај. И сметам дека беа презентирани од наша страна апсолутно аргументи на кои се темелат позициите на ВМРО, ДПМН поврзани со уставните измени. Го повторивме ставот дека ВМРО нема да прифати бугарски диктат ниту сега ниту во иднина. Меѓутоа подготвени сме веднаш после формирањето на новата влада предводена од ВМРО ДПМН да седнеме со бугарската влада и да видиме до кај сме. Односно, како соседи да разговараме за реалноста која што ни се случува во секој случај.
Што се однесува до прашањето за кого и како треба да гласаат македонските граѓани, одговорот е јасен, но уште појасен ќе биде за неколку месеци од денес кога ВМРО ДПМН ќе ја формира новата влада. Добре, знаете, имаше вчера една серија на по социјалните мрежи, се презентираше дека рекол директно дека нема да купи коло од Мицкоски, нешто не е, нели, точно, но дека ова беше сериозна критика за опозицијата, тоа не може да се заобиколи, знаеш како Лјупчево, македонските граѓани не гласаат кога одат на избори, не гласаат само за едно прашање, гласаат за повеќе работи кои што ги интересира во сопствената држава. Значи ти треба да живееш тука, нели, на крајот на денот те интересира какво е здравството, каков е правниот систем, зошто немаме образование, зошто сме корумпирани, зошто имаме на вистина негативни оценки во целиот систем, така што едно прашање за кое што ставате јасен, тука гласаат за понудата, за кадровската политика, за програмата која што ја нуди партијата, така што кога излегуваме, еве трни си од себе, кога излегуваш на гласање те интересира многу програмата што ќе понуди новата влада. Ние навистина имаме ќе понудиме, односно програма која што се работи долго време и која што навистина ќе биде од интерес на сите граѓани, а од друга страна пак ќе се коригираат сите негативности кои што беа нотирани не само во европскиот извештај со Ивица го коментиравме пред да почне емисијата, туку и на се она кое што е подложена Македонија како критика што и како се случува во системот. Така што од прилика тука ќе се движиме во таа насока. Ја повеќе вака во овие дневно политички прашања би се вмешал и и ти, Викторија, ти си нормално многу по-искусен, си бил и амбасадор, си бил и вице-премиер во овие протоколарни работи околу самитот. Многу подобро се разбирате од мене, така што ќе ви го препуштам малку овој делов со самитот на вас двајца. Ја ќе се повлечам условно кажано од тоа вака било така, било вака требало. Види, ти си гласот, да. Мислам дека вие подобар муавет од мене може да направите на темава, затоа што јас стварно сум лаик, како да кажем, ја би отишол со патики као Еди Рама на самит. Ајде да ги видиме позитивните аспекти за македонската дипломатија. Покаже на вистина на задачата, сите колеги беа ангажирани, дури и луѓе од други институции, што е добро. Значи дипломатијата го положи испитот. Се вака малце професорски, па после дипломатски. Значи, ова беше добра прилика да покажеме дека Македонија како држава има луѓе по институции кои што имаат, кои што се професионални преценили, кои што знаат да се работат големи предизвици, не се работи само за македонска дипломатија, тука се и службите, полицијата и така натаму, но од друга страна пак тука се покажува колку ние сме ги презеле тие искуства кои што, например, како земја членка на НАТО и земја членка аспирант за влез во Европска унија, сме ги посетувале обуки, семинари и така натаму и сме научиле нешто кое што може да го примениме во нашата држава. Колегите знам колку беа ангажирани и колку се вложија како луѓе, како капацитет и така натаму за да ова да изгледа перфектно. Буквално последните 2 месеца пулсураше мене ресо. Малце поише знаеш како да, е тоа со комуникација и се, меѓутоа доста добро се покажа во поглед на тоа дека се она што научиле во странство знаат да го применат во Македонија и особено се радувам и им честитам на се она што го сработија. Не е лесно ти да имаш толку многу држави, толку многу делегации, народ кој што наеднаш ќе ти дојде во земјата, да го пречекаш и све да биде како што треба, односно протокот и протоколот на движење на делегациите да биде перфектен, односно да, сега нормално дека ќе има и некои недостатоци кои што нели во чекор родат, меѓутоа тоа не се чувствува во јавност пред камери и така натаму. Што е за поздравување, така треба. Апсолутно, јас тука се согласувам, нема што, меѓутоа сакам да кажам дека ние покажавме како држава дека имаме капацитет и професионален и кадровски да се соочиме со големи предизвици, тоа сме го докажувале во минатото. Да не го забораваме и самитот кој што беше нели во 2007 година. Дојдоа исто така големи државници кои што исто македонска дипломатија покажа дека во МНР работат луѓе кои што знаат да си ја работат работата, кои што знаат како дипломатски треба да се однесуваат и така натаму, а сето тоа да биде убаво прикажано и една добра слика за Македонија надвор од граници. Треба да имаме почесто вакви настани. Апсолутно, не со ваква пауза, затоа што тоа е како возење точок. Дипломатијата мора да биде. Апсолутно, се согласувам дека без разлика дека ние сме мала држава, можеби
подруго не гледаат во однос на големи сериозни дипломати и така натаму, меѓутоа тука живеат трудолюбиви луѓе пред се кои што знаат да си ја сработат својата работа, а од друга страна пак знаат да се снајдат и со вакви големи предизвици. Значи, Да. во тој дел честитки за дипломатите, Да. од професионалниот состав на МНР, за полицајците, за сите за градските служби и така натаму. Да. Ајде сега да одиме во содржинскиот дел. Која беше пораката од политичката порака што требаше Македонија да ја прати од овој самит? Кога вака ги анализирајќи го сега тој другиот дел, да кажам во Тоа е побитно, не? апсолутно во овој министерски состанок и така натаму, без да ги трнеме протоколарните работи, сметам дека ние доволно не го искористивме капацитетот на председавачи со ОПСЕ. Имам неколку аргументи зашто тоа сакам да го напоменам. Ајде едно по едно. Прво не успеавме да наметнеме ниту една тема која што е нели од македонски национален интерес и можеби тука е тој, ајде да кажам, кикс или минус кој што би требало да во текот на цела една година да се случи. Од друга страна пак неискористувањето доволно на дипломати кои што биле дел од мисиите на ОПСЕ, знаат како треба. Првото, значи теми од типот малцинствата на Балканот. Апсолутно, Тоа што за нас е значена тема, така натаму во поглед на пресудите во Страсбур и така натаму, значи да си ја кажеме нашата позиција зошто ние во одредена фаза сме угнетени на некој начин и така натаму и да доволно да ја промовираме државата и нашите аргументи зошто ние сметаме дека треба да бидеме македонци и да имаме македонска држава. Јасно. Тоа е уствари нешто за кое што мислев дека треба да биде стожер на едно такво председавање на таква голема функција кој што Ја вечерва на емисија сега ќе го испукаме овде, сега ќе му направиме проблем на Богдан. Мислам дека има уште друг поголем проблем, а дури и пораз би го нарекол. Значи земја членка на НАТО организира министерски состанок на ОПСЕ. Ако денеска на крајот на состанокот не појде министерот за надворешни работи Бујар Османи заедно со генералната секретарка на ОПСЕ, германска дипломатка, и символично и реално да ја затворат канцеларијата на ОПСЕ во Скопје, е голем пораз за Македонија. Кога има канцеларија на ОПСЕ, да им објасниме на слушателите, ќе те замолам, сега пошто нема да разберат зошто би требало да се затвори канцеларијата значи, на ОПСЕ после трансформацијата на конференцијата за европска безбедност и соработка во Организација за европска безбедност и соработка, што се случи? Се случи ОПСЕ има мисии во земји кои што имаат проблем со својата државност. 12 такви мисии. 6+6, 6 на во овој дел, 6 во постсоветскиот дел, постјугословенскиот пост. Значи, моментот кога се затвора мисијата е моментот кога на некој символичен начин се кажува дека таа земја веќе нема проблем со државноста. Хрватска. Врз база на што се утврдува дали една земја има проблем со државноста. Политичка одлуката. Па имаше овдека беше за прелевање на судирот и така натаму. Добро, има се ние што имаме такви предизвици. Хрватска ја затвори канцеларијата. Значи Македонија после членството во НАТО. Македонија членка на НАТО треба да ја затвори канцеларијата. Може сега вака да ти кажам. Пора се, ако не се затвори канцеларијата. Политички се, не зборувам дали треба да се затвори или не, но веројатно да, во право си ти, но јас би рекол дека Македонија ќе има проблем со државноста се додека постои рамковниот договор како дел од нашиот устав. Значи и Хрватска има свои поголеми проблеми, исто така врзани со нејзината државност, па канцеларијата беше затворена. Белгија колкави проблеми има? Со три различни идентитети така натаму. 7. 3 поголеми. Не бе 7, имаат они Фландрија, Валонија, Брисел, имаат ние зборуваме етнички вице. Етнички 30, да, германски, да. Добро. Сакам да ти кажам, меѓутоа еве нема мисија на ОПСЕ. Фактот дека овдека после состаноков ќе остане мисијата на ОПСЕ, пораз. Ако сакаме да го направиме. Извини. Да, нема гајде. Ние вака знаеш. Да, друг аргумент кој што сметам дека исто така е негативно во целата организација во текот на година дена, се тоа што министерот Османи, например, во цела една година не најде време доволно да ја оди во собрание, или пред народните избраници и така натаму, без разлика во кој формат ќе биде тоа, дали ќе биде пленарна седница, дали на ниво на комисија за надворешни работи и така натаму, да го слушне мислењето на сите ентитети кои што нели се дел од таа парламентарна група.
и да видиме, можеби ќе имаме некои спротиставени ставови, а од друга страна можеби ќе научеше нешто како треба да нели да се Вклучени беа парламентарците од опозицијата? Не беа воопшто вклучени и тоа е можеби Значи година дена Македонија председава со ОПСЕ. Да, немаше никаква средба во собрание со народните избраници на министерот. Значи една шанса консензуално да се голема штета и сега кога веќе анализираме и навлегуваме во детали, мислам дека требаше во рок од една година да најде доволно време, барем еднаш да се сретне со парламентарците кои што нели работат во Народното собрание. И она што исто така како да кажам, сега имаме една забелешка во целата работа се дипломатските средби во текот на година дена. Не знам колку ги гледавте каде што све се среќаваше, лобираше и така натаму и колку лобираше. Три работи ми падна во око. Ако знаеме дека ОПСЕ нели организација која што генерално го таргетира, не генерално него го таргетира, ја го таргетира Европска унија, тогаш зашто отидовме во Саудиска Арабија? Зошто требаше да одиме во Јордан? Зошто, например, не знам, отидовме во Катар? И така, имаше некои дипломатски средби за кои што под окото на пасеа, тоа е веќе, можеби тоа е примарната цел од друга страна, но тоа, бидејќи тоа е Европска безбедносна организација, не знам која... Мене да ме стават министер за надворешни, ја прво ќе отидам у Јапан, второ у Кореја, ги немам видено тие земји се, шо ќе идам у Данска сум бил, или у Германија, у Англија, шо ќе иде, шо ќе Да, ама знаеш како од една страна не е тоа идејата. Да видиш дали сушито у Јапан исто како тука. Не, тоа е супер, меѓутоа тоа не е идејата да ги трошиш ти пари. Не е тоа идејата на дипломатијата. Ајде една работа вака, не знам, предпоставам дека ние вака комуницираме на тишо е барет. Вистина ли е дека барем моите информации зборуваат така? Дека амбасадорот Заколи, амбасадорот Дабич и амбасадорот Илиевски не биле вклучени во организацијата на председавањето и на министерскиот состан. Да, тоа за луѓе од тотално различни политички провиненции. Кои што биле амбасадори на Македонија во Илиевски не беше од ВМРО да помине, така? Илиевски кариерен дипломат. Кариерен дипломат претходно. И Дабич е кариерен дипломат па стана нели откако заврши. А за Коли е гледаме како колумнист. И дури критичен важел многу. И бил амбасадор на ОПСЕ во Туркменистан. Да. Тоа го кажав и на почетокот. Сметам дека многу од капацитетите кои што ги има македонска дипломатија, особено од кариерни дипломати кои што им била вокацијата да се занимаваат со меѓународни организации, во случајот ОПСЕ, не беа вклучени во организација и во се она што подразбираше година дена припрема за нели ова што се случи вчера. Така што можеби тука потврливме малку во искористувањето на капацитетите на тие луѓе. Еве и амбасадорот, председавачот на шесторо собрание Керим и он е дел од стратегискиот совет, така? Исто така, со тоа што знаеш Ивица, ти знаеш како оди во тоа во дипломатија и во такви сериозни држави. Обично прво кога се прави нешто и државата има ваков предизвик, прво се викаат луѓе кои што биле директно вклучени во таков еден процес, апсолутно. Во таков еден процес. Тоа е исто сега како, не знам, да треба ние на универзитет да правиме некоја студиска програма за економија, да не ги викнеш економистите или еве, например, јас кој што предава економија. Тоа е тоа. Искуството го отцрпиме од самите себе пред се и од тоа што сме го поминале во животот. Сега ќе се обидеме тука, ќе се вратиме повторно ново, но би сакал да направиме еден друг пресек. Еве, историски во светски рамки, ова ништо никој не го одбележи, нема да го одбележи, затоа што на светот тоа не му е ни важно. И ако ги гледаме извештаите на светските медиуми, ние вчера во Македонија имаме перцепција дека ние сме центар на универзумот, но во реалноста не е баш така сега. Отвараш BBC на насловна страна, нема ништо за ова. Отвараш New York Times, на насловна страна нема ништо за ова. Отвараш Guardian, отвараш било кој, барем од медиумите кои јас ги следам, дури и руските медиуми доколку ги отвориш, ова не се третира како централен светски настан. Тук там ќе излезе по некоја изјава од овде, но во светската историја што ќе го одбележи овој самит, мислам дека Мартенс од Frankfurter Allgemeine Zeitung вчера го детектираше тоа. Овој самит ќе го одбележи тоа што веројатно ова е прво стапнување на Сергеј
Лавров на европско тло по почетокот на војната. Апсолутно, да. Тоа ќе биде битно. Тоа е она што останува нели во историјата забележено од 24 февруари 2022 година, кога почна војната помеѓу Русија и Украина, во која, односно агресијата на Русија која кон Украина, откако Русија истовари своји трупи на суверената украинска територија, од тој момент до денес Сергеј Лавров не бил нигде во Европа, блокиран му беше и прелет, немал ниту една дипломатска средба, нели во европска земја. Ова е негово прво стапнување на европско тло. Го гледавме вчера, односно прочитавме делови од неговото излагање пред Советот на ОПСЕ, прилично, Илица би рекол така, тешка реторика од негова страна. Па што очекуваш војна е земјата? Не очекувам, се анализираме, не зборуваме за очекувања. Па ја не видов ништо што излегува вон тоа што го кажува дега. Што е новиот момент? Добро, новиот момент е дека Русија де факто вчера она што го кажа Лавров, дека нели ОПСЕ се претвора во една антируска организација, иако за волја на вистината Русија и Белорусија се државите кои во изминатите десетини години целосно го блокираат работењето на ОПСЕ уште од почетокот на конфликтот во Украина во 2014 година. И ОПСЕ не може баш да функционира поради Русија и Украината, отворено треба да се каже и да не се крие. Дали се во право или не е друго, но фактичката состојба е во таа. Јас мислам дека не се во право Белорусија и Русија. Но она што е значено е дека тоа негово не знам дека стана експерт за ОПСЕ, знаеш. Не станав експерт за ОПСЕ, станав експерт за здрав разум. Добро е. Не може сега 56 земји, 54 земји на една страна да се погрешно, две да се во право. Добро, ОПСЕ е направено за да има диалог меѓу ЕС и Русија. Тоа е тоа. Значи се како год да го вртиме, год да го вртиме, кога почна агресијата на 24 февруари 2022, ОПСЕ е во клиничка смрт тогаш. Тоа е тоа. Значи ОПСЕ беше направено се спречи да има таква работа во Европа. Клиничка смрт е ОПСЕ во момента. За жал. Дали може, денеска има пресконференција Лавров, дали може порадикално да заменат работиве, да дури Русија да се почне да се повлекува од ОПСЕ или нешто слично? Може, ама не очекувам. Може. Викторија? Ај вака се прво од почеток да почне, пошто малку поопширна беше ова. Големите сили не покажуваат посебен интерес за да го водат политичкиот процес како претседавачи. Тоа е генерално и тоа го видовме во очи на тоа кој да го превземе претседавањето со ОПСЕ и така натаму, а немањето ентузијазам за претседавање поврзани со финансискиот влог кој што секоја држава треба да го даде, и со тоа се поставува прашањето пак сега зошто ние нели се истрчавме да бидеме претседавачи со ОПСЕ и се останато. Само да објасниме затоа што значи не е ротација, тука едноставно велиш сакам да бидам претседавач и најчесто затоа што никој не сака, тој што ќе посака му се дава претседавање. Треба да објасниме како тоа не е како во Совет на Европа, кај што би ротација. Погоди никој да не ќе што ќе прават. Па тогаш најчесто може да биде и домаќинот, знаеш, перманентниот секретаријат е во Виена. Може да биде и во Виена. Може да биде и во Виена, со тоа што значи очигледно големите сили сметаат дека нема добивка од едно такво претседавање со ОПСЕ и веројатно затоа се тргаат во поглед на таа положба која што ние се истрчавме да ја имаме годинава, што од една страна ги кажавме позитивните работи, да речеме зашто Македонија треба да биде претседавач или добрите работи кои што се случија во текот на една година, меѓутоа сега кога се враќаме на тоа како луѓево, односно како земјиве се однесуваат према Русија и така натаму, ајде да го земеме примерот со претседавањето на Полска лани. Например, кога Полска претседаваше со ОПСЕ, Русија не беше изоставена од покана за тој самит, но беше побарано од земјата претседавач, шеф и членови на делегација да не бидат луѓе кои што се под EU санкции. Може би требаше тој пример да го земеме за да не бидеме толку, како да кажам, критикувани или наметана тоа зошто сме го направиле сето ова.
а од друга страна пак од тука се поставува пак друго едно прашање, зошто Бујар Османи не го следеше примерот на Полска и не го побари истото од Русија во случај. Може би затоа се појави толку многу вчера бурни реакции за неговото учество, за присуството и така натаму, но и изгледаме дека земите како сите овие околни земји одговорија на тоа што нели Лавров го донесовме, а па од друга страна тоа со Ивица Љупчо ти не утна малку на почеток, го зборувавме, се појавува контраверзност во изјавите на самиот министер. Ако се сеќавате, Бујар Османи имаше едно интервју во 2022, мислам дека тука некаде го испечатив, во 22 година, баш кога почна нели председавањето. Не председавањето, него кога почна агресијата од Русија према Украина, имаше едно интервју за TV21 кој што викаше дека купувањето руска нафта и газ, немојте да идете да купувате руска нафта и да точите нели руски газ, затоа што тоа е секој еден денар ваш потрошен е уствари поддршка за руската агресија и Да, така и на крај видовме дека нашава држава всушност главен како да кажам се уште 90% од газот во земјава од Русија. Географија е, Љупчо. Географија. Не, географија. Не, ја не викам дека не е. Знаеш што ми заличи на Бујар изјавата? И текнува, не се сеќаш, ти кога рече 92 е роден сам. Уштува само да го докажам да не ми летне мислата. Значи, цело време слушаме како некој го обвинува ВМРО ДПМН дека е руска партија, дека е проруска, дека има проруски ставови, дека има, но ајде сега да го прашаме од друга страна. Кој е вистинскиот Бујар Османи? Дали тој кој што ни викаше немојте да купувате руски газ и така натаму, или овој кој што Лавров ни го дае на тацна? Не, добро, сега, Викторија, видете, јас ќе застанам тука во одбрана на Османи. Јас сметам дека одлуката да дојде Лавров во Скопје не е ниту на Османи, ниту на Пендаровски, ниту на Ковачевски, ниту на Македонија. Ова е крупна одлука, каде што во начинот на некакво изнаоѓање на решение со Украина, веројатно Западот, заради таа дипломатска политика која што требаше да се случи или треба да се случи и така натаму. Се согласувам дека доаѓањето на високи представници од стратешки земји во светот се можеби позитивни, но од друга страна сакам да видам зошто пред година и пол едно се мислеше, сега се мисли друго. Јас од друг аспект да го кажав. Не сакам да верувам, се извинувам, не сакам да верувам дека Бујар Османи и Димитар Ковачевски Таче го поканиле Лавров без координација со нашите стратешки партнери. Доколку го направиле тоа е тогаш сериозно тек тогаш имаме сериозен проблем за нашата земја и не верувам дека го поканиле, да бидам до крај објективен во однос на таа работа. Она што интересно е дека читам Дојче Веле, колешката Сонја Крамарска има така една добра анализа. Позицијата на Лавров на овој самите сам против сите буквално. Русија делува така прилично како да една класична руска надворешна политика која ја гледаме во минатиот период, иако па имаше и билатерални средби вчера. И тоа со навистина и сериозни земји. Тука беше Унгарија, тука беше кој друг, Ивица? Австрија. Тука беше Австрија, тука беше дека забораве што се прави. Дека Русија и Србија имале средба, тоа не е вест, не знам како да ви кажам. Зашто? Затоа што станува збор за две земји кои негуваат партнерство и пријателство и многу често и заедничка надворешна политика и така натаму. Зборувам, нели, Унгарија и Австрија пред се тука ги ставам во фокусот. Исто во фокусот и тоа што имаше средба, нели, со Малта и со Бујар Османи, каде што не знам што поточно се координираше на таа средба, како беше? Превземањето штафетно на претседавањето. Српска вода се промовира. Тоа, да, имаше сериозни забелешки за књаз Милош. И од кај нас од редакција еден новинар вчера дури текст пишуваше за књаз Милош, дека не било ако имало најниска понуда на трендер од књаз Милош, тоа е тоа, ќе пијат књаз Милош. Знаеш ли кој шампанско се отвори на 8 септември 91 вече? Која? Крушкогорски бисер. Чисто вака. Онака за разединување од Југославија. Да, точно.
Остави, кај ке памтиш, не си роден. не- Ке речеш, не ни знаеш дека постел Фрушкогорски бисер. Не ни знам дека постел Фрушкогорски. Ти ја потврдувам тезата. Добро. Оно што е значи да, беше изолиран во неговите ставови, но имаше Лавров дипломатски средби. А сега некој ќе рече Зошо постои бе министерски совет? Зашо постои? токму за вакви работи. Зашо позум него тераат? И иако нема аз нели со американскиот државен секретар средба, не знам кој да дојде, не може да му убедат дека на некое пониско ниво од делегацијата на САД и од делегацијата на Русија, на некоја салфетка негде не се цртала некаква мапа викендов во Скопје. Ја немам такви информации, ајде да не знам се- што и како се случува, ама знаеш теориите на заговор после тоа можат негативно да влијаат. Така што не знаеме дека се случило било што или било каква средба, односно официјално нели немаше средба, бидејќи се разидува во поглед на етернирерот и све она што значеше средба и пристигање и поаѓање и така натаму. Така што мислам дека доправа ќе имаме доста контрадикторности во поглед на организацијата и колку Македонија се покажала во добро светло тука. Во смисла на промовирање на се она што е македонско, не знам колку пратевте вчера социјални мрежи и така натаму, Лјупче ти го начна тоа дека уопште не се промовирале македонски производи со водата, со и се остарато што било таму, така што доста од колегите и реагираа на тоа за изгледот на салата и тоа каде нели се потрошени толку пари и така натаму, што навистина како новинари ќе имате една голема работа да... Да кажем искрено, мене Ај само едно, добро. мене сега за тоа за париве колку се потрошени, што има сериозни обвинувања, можеби се премногу, за рентањето на коли има сериозни обвинувања, но салата мене ми изгледа пристојно сега, да бидам вака. Не, добро, ама искрен. чекај се, да е друго едно прашање околу целото ова, да вака, доколку сака, МНР може да направи завршен извештај, да го представи до треба собранието, да направи. така, и до собранието да замоли комисијата за надворешна политика да го разгледа, каде што покрај политичкиот дел, со држинскиот, може би комисијата за финансирање и буџетот собранието да го разгледа буџетот. Да, значи ако е се fair play, Така. ако е се fair play, сметам дека заслужуваат македонските граѓани да бидат информирани каде се потрошиле таа сума на пари. Сега, оправдано или неоправдано, тоа веќе ќе судат институции, ќе суди и народот на крајот од денот, кога нели, Да. имаме избори, па ќе знаеме за кого и како да пресудиме, затоа што пенкалото пресудува на крајот на денот. Тоа е И се, тоа. Викторија, ако направиме една ваква, ако само на тоа се фокусира еден тим од министерството, за 10 дена може пристојен извештај, ајде да речеме 30 дена, е доволно се направи, така? Апсолутно. Значи некаде јануари, февруари може да влезе таков извештај во собрание и да го гледа јавноста. Да, Очекуваме такво нешто се случи? Не очекувам. може ова да го оставиме за Ајде. крајот, затоа што стварно ќе го оставиме Имаме за уште вториот. нешто? Ајде, не, мораме За пауза вториот малку дел. со... Не, пред паузата да проанализираме само две изјави. Германската министерка за надворешни работи Аналена Бербок. Бербок порача дека соработката воопште мора дополнително да се зајакне, иако Русија постави огромни пречки на патот на работата на организацијата во последните година и пол. Бербок рече дека нема да ја дозволат играта на Русија да ги уништи организациите кои се подпираат на мирен соживот и соработка. Како ниедна друга организација, ОПСЕ се залага за безбедност на повеќе од 1,3 милиарди луѓе, што значи дека тие сакаат да живеат заедно во мир и безбедност и добар економски развој, нагласи Бербот. Фактот дека Русија не успеа да го уништи ОПСЕ според неа е важен придонес за нашиот мировен поредок. На слична линија беше и помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Џејмс О'Брајан. Тој беше дециден, потребно е да упатиме сериозна критика за секој кој има намера да го блокира функционирањето на ОПСЕ, затоа што тоа би било директна закана кон неизивните основни вредности и заложби, но и кон животите на милиони луѓе кои се обидуваат да ги уживаат основните човекови права, како на пример македонското малцинство во Бугарија. Ова ја го додадов на крај, не беше одобрајан. Кажано. Грција... Како? И Грција е членка на ОПСЕ. Да, и во Грција. Добро, така некако ми дојде ова следствено сега као актуелно. Добро. Трајков, може ли да очекуваме дека ОПСЕ ќе продолжи да функционира без Русија? Дека
Затоа што има премногу од климатски промени до мир и безбедност, до човекови права, има многу теми кои веројатно ОПСЕ ќе продолжи да постои без Русија. Согласувам, јас сум на истата линија на изјавата на германскиот представник, тоа што сметам дека ОПСЕ како организација има капацитет со оглед на тоа кој се е членка во самата организација и можеби ако Русија го суспендира учеството и понатамошното, не знам, членување во самата организација, мислам дека она што е зацртано како целосен план на организацијата дека може во целост да се исполни. Да, важна е, меѓутоа останатите дипломати имаат исто голем капацитет кој што можат да одговорат на предизвиците кои што доаѓаат понатаму. Видите? За мене е незамисливо ОПСЕ која ќе биде суштината на постојањето на ОПСЕ без овој диалог. Да нема конфликт во земјите без Русија изфрлена, не. Само ја тргаш неа и викаш, окей, со нив ки има, ама овде ево, вие што сме да немаме. Нема поента. Тогаш Советот на Европа што прави? Па го прави. Тогаш Европската политичка заедница што прави? Ама добро се. Ме разбираш? Така што малку ми е. Може се мора да има, види. Ако сакаш да биде мора да има, не, дозволи. Значи без разлика. Мора да има форум каде што е опфатена оваа. Еве ја би се надоврзал Обединети нации што прави. Ама Обединети нации е глобален. Се не може. Идејата зашто се направи таа конференција за европска безбедност и соработка, која што прерасна во ОПСЕ, нели, во организација, беше тоа. На европско тло да има диалог. Ако го нема диалогот меѓу клучните две сили на европското тло, Русија и Америка, зашто постои ОПСЕ? Ама суштината на формирањето на НАТО е да се бори против Варшавскиот пакт. Варшавскиот пакт не постои, но еве гледаме дека НАТО постои една моќна, најмоќна воена организација на свет. Истото би можело да се примени на ОПСЕ. Не, затоа што кој беше клучниот столб на НАТО? Соединените американски држави. Значи воениот сојуз околу Соединените американски држави. Добро. Што е клучната поента на ОПСЕ? Па и диалог меѓу САД и Русија. Значи а ние што сме другите останати ако е диалог? Затоа што ние сме измеѓу од нивниот диалог меѓу другото зависи мирот во Европа. И кога дое до прекин меѓу другото прашање, затоа е ОПСЕ во проблем. Имаме прекин на диалогот помеѓу нив. Сериозен. И сега има еден форум каде што еве тие може, но целите денес знаеш се менуваат тоа што било како почеток. Меѓу крајот на денот добро е Русија да биде нели да продолжи да биде членка, но не по секоја цена. Тоа е тоа. Одиме со кратка пауза за реклами со кој ќе се вратиме во вториот дел каде што ова Књаз Милош ќе го анализираме. Дај се што друго ќе анализираме. И најповолната понуда која веројатно е имале на тендерот за набавка на ОПСЕ. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Самитот на ОПСЕ во Скопје, централна тема во ова издание на Еспресо со Златев и Боцевски, крупен настан од светско ниво се случува во Македонија. Од 75-та ОПСЕ до сега требаше да биде стожер на мирот. Во Европа гледаме дека Европа има сериозни предизвици со не заборев, претходно требаше да биде стожер на неповредивост на граници. Добро се. Па и создавањето на Македонија повредливост на граници, ако гледаш така. Натрешните граници не беа повредени. Натрешните граници беа испочитувани. Добро се, зависи кој како толкова работа. Ако донесеме некој тука со мустаки генерал од ЈНА од тоа време, за него е повредливост на граници создавањето на Македонија. Ако гледаме така и создавањето на Косово не е повредливост на граници. Затоа што и Косово беше покрајна во Југославија. Сега да бидеме објективни, ако смееме, ние сме и Косово, сме и Војводина. За нас има одлука од Комисијата на Европската заедница, од Бадентеровата комисија, дека Македонија ги исполнува сите услови да биде независна земја. Трајков, вие сте како да кажем експертизата вие во и докторатот меѓу другото и книга имате напишано на таа тема, вие брендирање на држава, брендирање на економска дипломатија и така натаму. Сега
ова иако мене ми делува смешно, нели, таа полемика што се води по социјалните мрежи дека српска кисела вода се служела во на самитот на ОПСЕ во Скопје. Ја пак ќе кажам, ако имале књаз Милош најтина понуда, српска треба да биде водата, ако има германска требало да биде водата. Но прашањето кое нели следува е како го оценувате ова со можеше ли Македонија малце барем македонски продукти да промовира и така натаму? Гледам тука на пример пред нив на едно место има и Роса, така што не е само књаз Милош. Сега баш гледам една слика. Ова е Роса, ако не ама и таа е српска, бе. Не знам. Росам, чекай да видам. Тебе ти ги оставаме, бе, ајде. Да, одиме делов кисела и обична вода на самитот на ОПСЕ во Скопје. Добро, вака сега. Ајде да се навратиме на македонскиот бренд. Значи, вакви големи настани за една држава се одлична прилика покрај политичкиот нели дел да се промовира и македонскиот бренд, односно во случајот нели пошто кај нас се случува тоа. Може би тука требаше да превземе економска дипломатија и да најде начин како да речам во втор план, меѓутоа ненаметливо да се наметне македонскиот бренд и промоција на самиот бренд, не само водата, во случајот можеби на тие нели вечери, средби и така натаму да се промовира и македонско вино, македонска храна и така натаму, што би било една одлична прилика да покажеме со што ние располагаме и кој е нашиот Делот капацитет. на виното, ако ставале македонско вино, баш немало многу да ги импресионираме, затоа што Ивица кој обично тука знае да критикува мене, ја кога ќе влезам колку сме ние за нигде, колку нешто не ни се добри некои работи, но во делот на виното ќе се согласи веројатно дека баш и не сме некој репер. Но во право е Викторија дека треба да се го промовираме кога овде ќе ме настане. Колку и да е за нигде. Значи, Добро, тоа дали за нив или не, може би е прашање на вкусови. Не, прашање на вкусови. Добро, точно е дека е прашање на вкусови, но точно е дека може малку да се доработат винава наши. Ама кога е тука настан треба да се промовираат факти. Се согласувам, но кога една држава ќе се заангажира да брендира нешто како свое, тогаш мора да оди до граница на перфекционизам. Така што добро е да се доработуваат работите и да се нели да се прават да бидат конкурентни на пазарот. Но сметам дека колку и тоа да е ајде лошо, би требало да биде првенствено нешто за кое што само се да се промовира. се зашо ми провоцира. Ајде. Имаме Тоа е целта. Да, имаме потенцијал, факт е тоа. Меѓутоа треба уште не малку баја ги работа. Да бидем искрени. Потенцијалот е тука, климата е тука, лозијата се тука, се уште малку треба Па работа. не само за вината, за се во државата е така. Добро, тоа е работа, значи предизвик за економска дипломатија, така што тука ќе мора да поработиме. Значи можевме да поработиме да ги промовираме македонските брендови. Добро, немаме бе нешто некое производство по едни смоки за подома од витамин. Добро, ма виново можеше едно друго, чисто да се каже дека и ние сме на винскиот Да, пазар. ама за смоките збориме, меѓутоа тоа е една марка која што е меѓу Ама сега брендирањето и под вие сте ми македонски. чудни сега. Например, класичен продукт на Македонија е ајвар, да речеме. Да им даде на сите дипломати тука министри за дома по една тегла мамас, сите тука ќе се крене в тебе Има и други брендови, има и Да, други ама не е брендови. брендиран како македонски ајвар. Има тоа и е- други брендови. Да, како не е брендиран? Не е брендиран, ајварот не е брендиран, ни го задоа Хрвати, Срби, како беше. Словенци. Се обидува, не се обидува. Не, Се обидува, меѓутоа ги рекоа дека е генерички. Така што ние требаше да си го брендираме како македонски ајвар. Така е. Тоа беше нели идејата. Исто како нели галичко сирење и така натаму. Има тука приказна. Има доста приказни и доста за цела материјал за цела емисија. Овие сватови, ако го брендираме галичко сирење, ќе рипнат на восстани од Малешевци тамо. Па може и втор бренд да имаме Малешевско сирење. Да. Баш ка поубаво од галичкото, да се разберем. Сега, Значи се... Така се субјективен. разбира. Тука си субјективен. Нема врска, ја дома си како не? купувам кораб трница пред се. Субјективен си ама, тука се, знаеш, Значи, еве, си Треба да за одиш оваа кај- реклама да. не е платена, значи нема да не казнат, но знаеш сега, Треба да отидеш кај на гости.
Ке те Кај вратат. Ќе ме вратат. Може ми тоа малешевско сирење, не беровско. Зашо Берово да има монопол на цела Малишевија, таму има и други места. Па добро, може ли на дипломативе да им понудат различни сирења од различни краишта на Македонија, така Намази. што може да судат, Да. нели? Од колку е убаво различни или не. крави, кајмаци, добро кајмаци поише србите прават од нас. Сепак, значи, во тој дел баш не се прославивме многу промоција на она што е наше, но видите, па тоа е така но за тоа се посветивме на лична промоција на Бујар Османи, прилично. 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 Значи, човеков си испромовира меѓународно, онака човекот стана. Ке го следиме сега понатаму во кариерата. Еве, може би тој е македонскиот тоа е брендот во кој ние вложуваме како држава. Треба така да се... видиме Абе од има извештајот. едно, гледам и на Политико има едно интервју што не ми се допаѓа. Мислам дека тој вели дека е единствениот лепак што го држи во општество, мислам дека не е. Многу повеќе лепак го држи во општество од ЕУ. Ја разбирам зашто тоа го зборува тој мисли дека на тој начин лобира таму да се забрзи интеграцијата. Не е убаво тоа да каже министер за надворешни работи на Македонија. Министер за надворешни работи на Македонија треба да збора колку неговата земја е најдобра на светот. Тоа е тоа. Тоа ти е работа. И ако не тргнеш од тоа, така. Да, тоа Ако ти е не тргнеш од таа Да. точка. И не само да зборува, треба да верува во тоа. Точно. Знаеш, кога ќе идеш некаде надвор и треба да или да представиш својата земја, прво треба не само со халоспеви, него кој да е лошо и да ти критикуваат и така натаму, треба да најдеш некој си модалитет на кој што и ги увериш дека не, да, окей, може и вие имате такво мислење, меѓутоа ова е реалноста која што е Како во семејство, нели ние меѓу Апсолутно. себе се критикуваме, не да боже некој зна да земе да не критикува. Така е, тука Тогаш веќе сме- сите се сме- втурнуваат, така, нели, и така во треба. расправи. Се согласувам со тоа и не може да просперира Македонија доколку нема политичари на позиција кои што веруваат во приказната успешна Македонија. Љупчо, ајде сега. Како што? Од књаз Милош каде одиме се понатаму? Ја одам кон брендирањето, значи за овој самит на ОПСЕ да стане историски запаметен, треба уште еден потрес, вака да видиме. Јас поради тоа велам дека така би било интересно да се види денес што ќе каже Лавров, затоа што очигледно е дека тука има еден тлеачки конфликт внатре во ова институција кој ќе видиме каква разрешница ќе има. Замислете доколку Русија денес најави излегување од ОПСЕ, ова ќе биде као никејскиот овакво како собор на христијанството кај што се разделиле нели православните со Не, католиците. тоа е шизмата. Шизмата е не, 54-та. тоа е сплит. Сплитска. Никискиот собор е со аријанците, тие се Да. други несторијанците. Да, Мислам. да, кој знае од кога беше. Сплитски беше кога се раздвоја. Ова ќе биде исто еден настан од таа величина што ќе остане ако не друго во учебниците по историја, па ќе видат таму тоа се десило во еден град се вика Скопје. Не, Тоа е- тоа е пак, значи Ова е еден голем прашалник, но реториката е таква и останува да видиме нели како ќе кулминира целата работа и како ќе заврши целата добро, оваа работа. вчерашниот состанок, сега може и така да заврши, но вчерашниот состанок со Бујар Османи и со Една друга министерот да. за Малта дава една друга димензија. дека таму се размислува како да продолжи. И самиот факт што Малта, која што нема отворени прашања со Русија, нели го Ама- председавањето зборува исто така многу. Не, ама па и еден друг факт зборува само многу тука покрај Германија и Америка и Велика Британија дека Малта и Македонија ќе го спасуваат ОПСЕ. Исто така е една така Интересна димензија. Интересна димензија кој седна со Лавров за да зборува за еднината на ОПСЕ, за да не собереш двете земји, сме пред градие во Москва веројатно. Види, тука Вака. дипломатски одговор на ова што го збориш би било да се скрене муабетот во друга тема веднаш. Да, многу да навлеземе во детали. Затоа што ако дојдовме до тоа да го спасуваме ние и Малта, Или случно да ми падне пекал во нека такви работи. Да, добро. каде што да бидеме искрени, нас и Малта, вака полосветна мапа малце ќе се труди да не најде, пошто сме мали не ради друго. Да. Ќе се
Така прилично ќе треба да се доближи до мапата за да не најде едните и другите. Ча овој кој Сардинија ли беше, Малта ли беше, кај ли беше? Добро, ќе Овие слушаат за Бугарија нас, ли добре. беа, Србија ли беа, Грција ли затоа беа? е брендирање, така, да те препознаат. Така. Еве се брендиравме како спасители. Да, ние. во Добре. Европа, например, од сирење во Корзиканско го знае. Добро, имавме со оглед на тоа дека дојдоа многу делегации, многу народ во овие неколку дена, а и претходно сериозни дипломати веќе 2-3 недели се тука, така што се подготвуваат доста. Може би требаше да се наметнеме како туристичка дестинација и не знам, еве ајде со да не е само сирење, вода и така натаму, имаме доста потенцијал за кој што можеше да се наметне како тема, па тие да раскажат и така натаму, па доаѓа лето, може да дојдат кај нас и Особено Скопје има најголем број ноќевања. Скопје може да промовира. Да, апсолутно Скопје, но нели сега ние постојано се повикуваме и на други дестинации кои што може да бидат топ дестинации во Македонија. Зашто не го направија самитот во Охрид, да Затоа што речеме? нема доволно хотели за сместување. Да, и нема сала, Требаше до мислам. Битола и до Да, ма А тој путот од Битола до Охрид е ужасен таму. Според таму ќе требаше да сместуваат луѓе, ако Ќе имаше. се испокршат, Да, ма тоа и е во с 2007 класите. со ЕАП самитот имавме доста државници, Да. така да успешно го организиравме и Побројни се делегации. да, се согласувам дека можеби еве тој хотелски капацитет не одговори на предизвиците, меѓутоа Охрид можеби ќе беше во повеќе наврати подобра опција во ситуацијава. И ќе функционираше Да, државата. ќе функционираше државата од една страна. Во 2007 нели пак ќе го споменам тој ЕАП самитот кој што навистина го организиравме на високо ниво, имаше доста државници кои што беа. Градот не го затворивме 2 дена, си функционираше нормално како што треба. Не, градов е прекрасно во затварање, јава Не, го не, јас не го критикувам затворањето на градот во смисла на тоа дека не требаше да се случи и така натаму, но меѓутоа може да се најде некој друг модалитет за да не страда еве тој приватен сектор кој што Не има бе, не различни страда, реакции. не бе, нема приватен сектор овде. Овде со ова затварање видовме само едно, дека администрацијата во Скопје само гужва прави. Ова не сакам да ги критикувам дека не работат, дел од нив Нема да се согласам на со вистина ова. работат, но ова е една друга нишка, тоа значи дека зашто оваа земја да не размисли дел од администрацијата да ја изнесе надвор од Скопје, да речеме, дел од министерството да ги стави Тоа во ќе биде други дел од градови. новата програма на ВМРО. Да, например, Министерство за земјоделие зашто да не биде у Кавадарци, да речеме, или у некој друг, у Кочани, негде у земјоделски крај, зашто да биде у Скопје, Министерство за информатичко општество, да речеме, не знам, зашто да не биде во не знам кој ни е IT град, у Битола. Ова се вечни теми Да. и вечно ќе остане Да. исто, али ајде. Ама еве, видовме, гледај шубаво, е, без администрација масовна во Скопје, Скопје дише, а еве Ивица ти, например, самиот ќе потврдиш, например, најголем град во Бразил кој е? Сао Пауло, Рио, така? Сао Пауло. Сао Пауло. Административниот центар не е надвор од Нели нели? има решение се па во Аргентина па е обратно. Е, па, Е сега ама колку поголеми во Чиле гужви. е обратното. Да, Во- а полското искуство лани беше па сосема друго кога го организира опсе самитот. Нели се организираше во Локи, како беше градот, каде што беше четврток и петок, мислам така нешто, па не беше нешто затворено и немаше. Значи има држави каде што Подруго се однесуваат, да, Лондон е таков, Копенхаген е таков, Париз е таков. Да, малце Германија е малце поразлична, меѓутоа се е тоа врзано од тоа како растеле државите. Кај нас е Скопје е апсолутен центар како Лондон, Од што е во Британија. 1945 година. Добро, и предходно уште кога од, Да биде. од 18-та година, еве да речеме. А предходно е еден од големите административни центри на Отоманската империја како Битола. Тоа се Битола бил Отоманска империја, Битола бил фахот, таму бил. Па не е баш така. Тоа бил центар на Санџак, ова било центар на Санџак. Таму имало 9, овде имало 10 козлати. Убаво мене. Добро, како битолчанка јас можам многу да одговорам на оваа тема, ама сега ајде, но на Да, друга да прилика. оставиме тоа Да оставиме за друга прилика. Да, малце сум повеќе локал патриот. И треба така. Да. Градот на пијаната, што би рекол ти, така ли е? Ние од Кавадарци баш не сакаме да ни се мафтаат административци многу, ние по практична Кај нас работа. имате градоначалник за пример. Го промовирате Да, виното ви, да, ајде. да, ние. Функционална градска администрација на Кавадарци за пофолба, морам да се каже. Од сите аспекти, но ајде да се вратиме на овие теми. Еве еден
еден драг пријател вели од искусно меѓународно виното не е сериозен бренд и квалитет. Видите, Добро, се некам да го подценувам. Стварно станува збор за еден многу интелигентен, многу нашетен човек и така натаму. И само ќе му кажам да, но во најголем дел од примерите тие што ни го велат тоа само се учтиви. Така е. Да, значи сега да. Нека влезе во било кој супермаркет во Европа и нека го убаво најде. друштво и тоа убаво друштво се однесува убаво кон тебе, ради тоа мислиш дека нашето вино е добро. Ние што имаме полоши друштво во странство, нас ни кажуваат малку различни работи, по објективни, така што Добро, треба да заработиме, треба да се потрудиме, нели, тоа да биде како што треба. Сериозно војна Потенцијал објавивме има. на винската индустрија овој утроивица. Не, има потенцијал. Значи има Трговска војна отвори радио лидер со Не, да винари си кажеме сега не. Има потенцијал македонското вино, можеме да потврдиме со Викторија. Вакво нешто На сите дипломатски настани што ги организира Македонија се служи македонско вино. Се раскажува македонската приказна, се служи Тоа е браке многу од важно, се Македонија. раскажува македонската приказна. Така е. Тоа е суштината. Ова на- ние што го правиме сега е нешто слично Трамп као што им влезе на кинезите, така ние на винската индустрија така и влеговме. Но види, но факт е, дипломатијата го промовира и убаво е да речеме, еве, Манара може секоја година да организира конгарското Манара една надпревар помеѓу винариите, па кој ќе победи има право да го снабдува таа година дипломатскиот кор македонски што е надвор од земјата. Тој така се прави. Треба приказна некој околу тоа да расте. Јас сум бил у таква жири комисија у Словенија за пршут. Па соодветен си сега. Јас сум као реклама за пршут целиот. Добре, форматот дополнително ќе го утврдиме. Кога зборуваме за За бренд, билборд да ме ставиш, значи. да не беше парнишниот министр за земјоделие Асо Спасеновски со тебе. Не. Ке сте личеле за живи. Како и да е, треба да најдеме начин како да си ја раскажеме македонската приказна. Апсолутно, Викторија, завршни нотирања за опсе што треба да очекуваме денес и што следува од утре, пошто утре може сите да забораат на темава Да, има и различни ќе се вратиме во реалноста. Има различни информации за што меѓу новинари, што е меѓу таа Твитер заедница и така натаму, дека очекувањата се тие околу тоа што ти Лјупче спомна во поглед на како ќе се однесува Лавров денес и што уствари треба да очекуваме. Сметам дека граѓаните на Македонија имаат многу посериозни прашања внатрешни во државата за решавање и да се најде модалитет како ние подобро да функционираме, така што можеби ќе се зборува уште неколку дена за опсе и сметам дека ние обичните граѓани ќе се вратиме малку во реалноста со тоа што нели ќе одиме во администрација која што не функционира, во здравство кое што ни се распаѓа и така натаму, така што сметам дека се ова супер, меѓутоа на крајот на денот ние живееме на неубава реалност во државата на која што треба многу да работиме за да се промени. Евица, завршни одредби. Немам, само ќе кажам дека од понеделник е нов ден. Се враќаме во нашата македонска реалност. И пак имаме гужви у сообраќај, затоа што администрацијата ќе се врати на работа. Ја не знаев дека во гужва прави администрацијата, стварно, навистина мене во ми изненади. Скопје вчера Добро, ма дели од приватниот сектор вчера, еве, на пример, се што е услуга не работеше затоа што пази се, услуга на пример некој блокиран ти е една од артериите главни во градов. Како ќе работиш? Која е артерија Линденска? Ама без разлика со Линденска малку ли е, значи сакам да кажем дека еве се што е достава им не работеше. Факт. Така што сето тоа Маркетите беа празни, луѓе го купуваа масовно како да е воена состојба. Се е тоа од една страна може би окей, затоа што нели 2 дена се сепак 2 дена, меѓутоа приватните ентитети гледав во реакции по социјални медиуми, зашто 2 дена имаше потреба да се затвори така натаму, но во секој случај пак ќе го оставам тоа на државна проценка како требаше да се однесуваме ние и спрема. последно само еве кажам дека се надевам Лјупче дека ова твојот страф нема да се обистини, дека опсе ќе остане тука за Не бе, јас не ми е ова стравија, сакам ова да се деси. опсе За ќе да остане- влеземе во историја, ние Да. како мала држава ни требаат вакви работи за да Опсе- влеземе во историја. Дека Ние све опсе ќе Значи, остане мост за диалог меѓу Ние Русија и стално Америка. влегуваме у историја ради наши глупости. Де Илинденско восстание турците ни го задушиле. Де влеговме у историја 2001 со конфликтот. Дај конечно поради туги глупости да влеземе у историја. Добро, меѓутоа дека тој постсоветскиот простор, посебно Централна Азија, Кавказот, овој дел
и така натаму се места каде што е потребна на ваква организација, каде што се овозможува диалог и дај Боже, епизодата со руската инвазија врз Украина да остане само една дамка и една лекција дека институциите треба да се користат да се спречат вакви судири. Ето тоа е. Мене ми е многу смешен Бојар Османи, го гледам на оваа сликава каде што се ракува со Лавров како глуми љут. Тоа ми е онака шлагворт од целава оваа работа. Многу интересно какви добро се тој кој е доктор, дипломат главен, нели хирург, политичар. И ворете тоа. Добил мандат. Кој ти е главен хирург, луѓе на мислиш дека некој тебе ќе те цени затоа што ти си му намрштен на Лавров? Не, нема да те цени, ќе те цени доколку на Лавров отворено и јавно му ги кажеш нели фактите такви какви што се. Ја ќе завршам оваа емисија затоа што веројатно од понеделник више нема да збориме за ОПСЕ. Ќе завршам оваа емисија со една критика кон она што се нарекува граѓански сектор во Македонија. Срамота е за една светска метропола да има настан од ваков калибар со толку многу гости, да има ни еден протест. Ја очекував на Волко Алтер глобалисти, ние што ги имаме во земјава, луѓе со алтернативни начини на поимање на светските политики, некој да искочеше да протестира против, не знам, против војната во Израел, меѓу Израел Палестина, против агресијата на Русија. Лавров, да, не знам ја зашо. Може некој за Лавров, кај тоа треба. И не, генерално, нели, поише тие движења се против во Европа, зборам против, нели, Лавров и против Русија, ја не знам, со ќе од пари зимање ова активистите, джабири, мабири, еден да не отиде таму. Не се види. Значи се морам да го пофалам во не се види. Што знак на протест. Што? Присуството на Лавров на конференцијата. Джабри Дерала ги повлече сите своји репортери од самитот на ОПСЕ. И толку беше тоа битно, никој не го забележа. Значи, тоа мораме да кажеме да. Ние го забележаме. Протест, да. Мора да го одбележиме овој протест, никој не го забележа. Значи, тоа ти е уствари добра забелешка, поглед на тоа што се случуваше изминативе години. Ако ги видиш тука на Facebook све експерти за израелско-палестинско питање, за руско-украинска војна, никој бре да отиде два транспаренти да наместеа таму. Вие сте ова, вие сте она. Но не очекувам на пример од македонски граѓани, обични граѓани тоа да го направат, бидејќи имаат многу внатрешни проблеми. А од друга страна, овие 100 луѓе кои што се од пари зимање, да протест не направи. Пред 75 години го имавме Титовото не, сега го имаме Джабировото не на Лавров. Тоа. И уште една работа се малце критикува и think танкови проекти, едно предавање бе да видевме. Толку интересни луѓе. Ја вчера дотолку повеќе, ја вчера гледав телевизија и видов експерти за самитов на ОПСЕ кои ја гарантирам доколку да ги прашаш што е ОПСЕ, појма нема да ти кажат. Исто видов голема неписменост од голем дел од колегите репортери кои во живо известуваа од оваа работа. Морам и тука да дадам една забелешка. Вчера имавме на нашата емисија со Ивица енормна гледаност, неочекувана, затоа што веројатно ние сме единствените во Македонија што вчера Сабајле објаснија на држава што е тоа ОПСЕ. Значи, и тука гледаме едно огромно потврлање и од јавниот сервис, и од приватните телевизии, и од порталите, од сите, затоа што толку се стаени на аутопилот, готови работи да пренесуваат, што буквално не седна, затоа што има, например, деца кои се родени 2000-ти години, сега се веќе полнолетни, или 90-ти кој тебе. И 90-ти кој тебе, што врска немаат што е ОПСЕ, и никој не седна да им објасни во државата, тоа е сериозна забелешка. Граѓанскиот сектор, пак ќе кажам, било каде во светот кога има вакви собири, некоја будала излегува да протестира. Не ли е така, Ивица? Си гледал, си присуствувал. Самите вакви кај да има, тројца ќе застанат со некој транспарент. И тоа е нешто противречно, некој за едно, некој за друго, некој за трето. Ама се да има. Ние не видовме нигде, така што видовме дека наш граѓанскиот сектор ние нарочито грант, како се вика, ориентирана тука, не дава грантови никој за да протестираш против ова. Инаку пази се, имам една забелешка од наш редовен слушател и ова тебе ќе те расположи како
Добро. локал патриот, нели околу брендирањето, виното што се служило за време на самитот, од тиквеш било од линијата Лудамара. Значи, локал патриотизмот... Имаме таква линија на Да, тиквеш. порано беше Special Selection, сега е Лудамара. И ми се допаѓа името, мора да кажам, затоа што Добро е, тоа е една од тоа е добро, ако така било, најпознатите окей. реки во Македонија. Поточе кој што кој ќе полуди е поголемо од варта, Имавме така ли? една невладина организација у Кавадарци на времето, не знам дали уште постои, доаѓа често на размена дечки од странство и кога дојдоа у американци кои им преведовме дека реката се вика Crazy Mary. И тоа беше така навистина интересно. Ви благодарам многу. Мислам дека добра анализа направивме утро. Почитувани слушатели, останете со 107,4. Уживајте на тоа дека нема гужва и денес во Скопје. Ние сме локално радио, вие од другите градови веќе уживате во тоа што ние овде не можеме да го замислиме и ви завидуваме, а понекогаш и како мене размислуваме сериозно да се вратиме назад.